Тетовскиот граф како земјоделски производ заштитен од Државниот завод за индустријска сопственост веќе една деценија, но овој македонски бренд се уште никој не сака да го застапува. За да се купи представува тетовскиот бренд, потребно да се исполнат неколку услови, кои ниту земјоделците, ниту правните лица не сакаат да ги прифатат, велат од Агенцијата за потек и развој на земјоделството, која водеа процедурата за брендирање на овој производ. Значи мора да се обезбеди простор каде што ќе се врши откупот на гравот и каде што ќе се обезбеди опрема за калибрирање и пакување на гравот. Значи мора да биде предпознатлив со нашите карактеристики гравот. Од земјоделската задруга од Нераште вела дека може да ги исполнат условите да го застапуваат брендот, но потребна им е првична парична помош, за да може да ги исплатат земјоделците од кои ќе го откупат гравот, за кој имаат обезбедено и пласман. Ние можеме да го сортираме, можеме да го пакуваме гравот, имаме и машини, под заем ќе ги земеме. Меѓутоа до сега е проблемот што земјоделецот го бара да се плати робата одма, гравот и да го земаш. Никој не чека еден месец и пол или 2 месеца да се плати гравот. Азери вели дека задругата се обидела да земе кредит од банките, но била одбиена затоа што не располагала со парични средства. Бара државата парично да ја субвенционира задругата, за да може да започне да тргува со гравот тетовец. И додека заштитениот бренд стои само во фиока, во соседна Србија со години се злоупотребува тетовскиот граф, велат од Агенцијата за потек и развој на земјоделството. Значи имаме примери каде што во соседните држави се продава нашиот граф по некој друг нивни тамо бренд. Гравот тетовец е препознатлив по неговиот вкус. Главната основа за неговото брендирање е царината на зрното, која задржува за време на варењето. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Во организација на Српската заедница во Македонија, регионален одбор Тетово, вчера по повод празникот посветен на Светиот Сава се одржа пригодна културно-уметничка манифестација, каде свој настап имаа повеќе здруженија и уметници од Македонија и Србија. 90-минутно музичко уживање од сцената на Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово приредија и домаќините културно-уметничкото друштво Свети Сава и гостите државниот ансамбл Венац од Грачаница и културно-уметничкото друштво Григор Прличев од Скопската општина Ѓорче Петров. Манифестацијата ја отворија најмладите играорци на КУД Свети Сава. Традиционално веќе години наназад гостин на прославите кои ги организира регионалниот одбор Тетово на Српската заедница во Македонија е државниот ансамбл Венац од Грачаница, а со своето присуство вчера публиката ја почестија и членовите на културно-уметничкото друштво Григор Прличев од Скопската општина Ѓорче Петров. Нивните настапи ги кренаа присутните на нозе.
Гостите од Грачаница на вчерашната културно-уметничка манифестација во чест на ликот и делото на српскиот светец и заштитник Свети Сава настапија со игри од метохија, пеќ и пчиња. Već ovde tradicionalno nastupamo na svetskim večerima na akademiji i vrlo nam je drago zato jer znate kako se kaže, gde se lepo osjećate, uvek se i vraćate. Ste rado viđeni kao gosti, mogu komotno i da kažem da smo se mi već ovdje i odomaćili. Drago mi je što smo ovde, večeras smo se predstavili sa dve kosovsko-metohijske igre. Prva je bila igra iz Metohije, druga igra iz Peći, a ova je bila treća sad na kraju što ste vidjeli igra iz Pčinje. Kao što sam malo čas rekao, mi smo već ovde se odomaćili i redovno nastupamo na svetosarskim svečanostima u Tetovu, Skoplju, Kumanovu i tako dalje. Tako da mi smo tu blizu komšije iz Gračanice i izuzetno cenim i poštujem svačiji rad koji uporno, kažem, ne prekida tradiciju, nego uspeva da kako tako održi ove svetosavske večeri i da uz jedan veliki, ja kažem, trud uspe da iznese jednu ovako veliku manifestaciju. Концертот во организација на Кут Свети Сава од Тетово е дел од прославата на празникот на Свети Сава низ градовите во Македонија, каде има припадници на српската заедница, а завршната манифестација ќе биде во Скопје на 27 јануари на денот на празникот посветен на Светиот Сава. Значи вечерас е било Светосавско вече овде. Наши гости су били ансамбл Венаc iz Gračanice. Mi dugo godinama sarađujemo sa njime. To zna i vaša televizija. Oni nas prate duže godine u Gračanici. Bili su kulturno-umetničko društvo Parličevi. Vidjeli ste, onda tu su bili Aleksandar Ilić, Biljana Jevtić, znači nismo slagali publiku, ono što smo obećali to smo odradili i bili su naša mala deca u samom početku, odigrali jednu koreografiju i tu je bio normalno i naši pevači iz Tetova, vidjeli ste hor tetovski, gospodin Mikle i tako. Publika je zadovoljna, odradili smo ono što smo zamislili, nadamo se da ako Bog da ćemo do godine još bolje da nam bude. Присутната публика во Центарот за култура во Тетово вчера уживаше во настапот на познатите српски изведувачи Александар Илич и Билјана Јефтич. Mi smo druže približnih godina, al poslušaj svoga druga, nije ona jedina, nek prestane tvoja tuga. Što si vino, što si žene, kako rano glasio, mlad si da ti život vene. По завршувањето на концертот, синоќа се одржа и традиционалната Светосавска вечер. На Светосавската прослава се пееше и на македонски и на српски јазик, а за доброто расположение на присутните се погрижија српските пејачи Александар Илич и Билјана Јефтич. Свети Сава, или роден како Растко Немањиć, бил најмладиот син на големиот жупан Стефан Немањиć и прв српски архиепископ, се изборил за самостојност на Рашката архиепископија од Византија во 1219 година, со што ги поставил темелите на денешната Српска православна црква.
Од утре започнува подигнувањето на електронските здравствени картички кои граѓаните поради тендерски процедури ги чекаа подолго време. Во подрачната единица на Фондот за здравство во Тетово треба да се поделат картички за околу 14.890 осигуреници, а во Гостивар за околу 7.000 осигуреници. Граѓаните кои поднеле барање за електронска здравствена картичка досега не им била изработена, конечно ќе ја добијат во своји раце. Од Фондот за здравствено осигурување испратија соопштение дека картичките се готови, а осигурениците ќе можат да ги подигнуваат на шалтерите од нареднава недела. Според информациите од подрачната единица во Тетово, во нивните служби треба да се поделат картички за 14.891 осигуреник кои имаат поднесено барање, а во Гостивар за околу 7.000 осигуреници. Се организираме и работиме на известување на осигурениците. Важно е да се воспостави ред и да не се создаваат гужви. Со давање на електронските картички ќе започнеме како што е најавено од понеделник, велат од подрачните единици. Активирањето на новите картички се врши веднаш по предавањето на осигуреникот на фондот или кај матичниот лекар. При првата употреба кај матичниот лекар осигуреникот внесува пин за натамошно користење и заштита на електронската картичка. По направените измени во правилникот, дете до 3-годишна возраст нема потреба од посебна картичка, туку ја користи онаа на кој родител е осигурано. Издавањето на здравствените картички беше закочено подолг период поради одложените тендерски процедури за избор на фирма за нивна изработка. Така граѓаните беа принудени се уште да подигнуваат сини картони и да ги користат старите книшки. На ниво на Македонија ќе бидат доставени електронски картички за над 106.500 осигуреници. Кирен Наумов, дополнителниот заменик министер за финансии, во интервју за Радио Слободна Европа, вели дека државата се задолжува со страшно темпо и бројките покажуваат дека долгот ќе расте и не носи во дефинитивно должничко ропство. Единствено објаснување за што ќе се трошат тие средства е дека следи предизборен период, вели Наумов. Тој порачува и дека СДСМ ќе оди на избори само доколку се фер и демократски и доколку има одложување на датумот. Целото интервју на програмата на ТВ КИС ќе може да го проследите во 19 часот. Продолжува со задолжувањата. Повторно ли постоеше опасност јавните финансии да крахираат или пак немаше потреба од нови задолжувања? Кога размислувал министерот па и гувернерот економски и кога ги согледале бројките, тоа било така, односно евроврзницата била доволна да го покрие дефицитот. Наеднаш после тоа, кога биле испорачани барањата кои што се секогаш такви од страна на оваа влада во месеците пред изборите, доаѓа до тоа дека ние треба да правиме се поголеми задолжувања на домашниот пазар. Драматично е оно што се случува сега. Значи имаме само во првите 2 недели од јануари 28 милиони евра екстра ново задолжување. Тоа е темпо со кој што само во првите 2 недели веќе 10% од дефицитот планиран за цела година е на некој начин позајмено од домашните инвеститори. Тоа е страшно темпо и бројките покажуваат дека долгот ќе расте ако нешто не се промени, ако оваа влада не се смени, дека тој ќе расте и не носи во дефинитивно должничко ропство. Денес имавме облачно и студено време. Утринската температура се движеше од минус 22 до минус 5 степени, а дневната од минус 3 до 5 степени. Според Управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува променливо облачно време со слаб снег попладне. Утринската температура ќе се движи од минус 14 до минус 3 степени, а дневната од минус 1 до 6 степени.